Како дел од програмата на битолско културно лето Битфест, беше еден специфичен настан, кој поврзувајќи ги културата и туризмот, предизвика голем интерес, посебно кај влюбениците во планината, кои дојдоа да ја почувствуваат убавината на најакустичната природна сцена на големо езеро на Пелистер, на 2218 метри надморска височина. Организатор на овој настан, наречен Високо под звездите, е планинарско-спортскиот клуб Олимпус Монс, во соработка со општина Битола, а настанот започна со искачување од Нижеполе, од 1200 метри надморска височина се до големо езеро, каде се искачија над 300 учесници од 30 градови низ државата, кои имаа можност да уживаат во целовечерен музичко-сценски настан, придружуван со настапот на Сити Бенд. Вечерва заедно со повеќе од 300 учесници на овој настан, од повеќе од 30 градови од Република Македонија. Пишуваме историја затоа што на едно од најакустичните природни сцени во Република Македонија, на големо езеро на 2200 метри надморска висина, успеавме да организираме настан, не секојдневен настан, на кој што учество реков задоа повеќе од 300 учесници, а исто така ги слушате звуците на веќе светски познат битолски, но светски познат бенд. И навистина ми е мило што за прв пат еден настан на големо езеро на Пелистер е дел од Битфест. Така да сето ова ќе беше многу тешко да се организира без подршка од општина Битола. Започнавме со искачување од Нижеполе од 1200 метри надморска висина. Стигнавме тука, успеавме сите учесници да се искачиме до еден на големо езеро на 2200 метри надморска висина. Имавме ретка прилика да следиме изгревањето на месечината од источната страна. Поставен е тука и телескоп со еден голем љубител на астрономијата Радан Митровиќ. На наше големо задоволство бевме поканети од страна на планинарското здружение Олимпус Монс да свириме овде високо под звездите. Моментално се наоѓаме на големо езеро, односно кај планинарскиот дом. Сме свиреле на многу сцени, меѓутоа ова е навистина прв пат и прв пат е во историјата на Пелистер да има лайв концерт или свирка во живо. Тоа што остави дополнителен впечаток од овој настан беше и несекојдневната можност преку телескопот на астрономот Радан Митровиќ да се наблюдуваат месечината како и планетите Јупитер и Сатурн. Локација е прекрасна, навистина е преубаво. Прв пат сум тука и многу ми е жал што прво не сум бил, ма сигурно сум дека пак ќе дојдам и тоа се надам што поскоро. Значи, импресиите се стварно неверојатни. Езерото е прекрасно, природа е прекрасна, видик е прекрасен. Не знам више некој суперлатив, ја малку сум шкрт со зборови да ја опишам оваа убавина, ама стварно е преубаво. Вечер ќе имаме убаво вечер, ведро е секаде, немаме ни од облак, така да се надевам дека тие три главни метиши имаме, тоа се месечина Сатурн и Јупитер. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Дојдовме тука, слушнавме за настан високо под звездите. Сакавме да видиме како е навечер на Пелистер. Дојдовме да го видиме и големото и малото езеро. Сега за сега е преубаво, очекуваме уште убава вечер. Доброва, да започнеме настан. И исто така имавме и прва можност да со телескопот да гледаме звезди, што беше исто така едно од побавите искуства до сега. И тоа е тоа. Да, јас би сакала само да кажам дека доаѓам втор пат тука, преубаво е местото, би го препорачала на секој што не бил. Во близина и мало езеро, секој што сака да преноќи може во домот тука крај големо езеро. Исто така во близина ни е врвот Пелистер кој што може да се искачи, така што навистина го препорачувам нели на секој што не е. Вреди да се дојде. И секој што сака да ги види звездите. Поубаво се гледаат од тука. I want to get away. I wanna fly.
to get away. I wanna fly away. Yeah, yeah, yeah. Магијата продолжи до раните утрински часови, кога од врвот ветерница се нављудуваше изгрее сонцето над големо езеро на Пилистар.